Почитувани гледачи, добро вечер. Емисија Визави на програмата на Канал Виз. Како што и веќе најавивме претходно низ најавата на нашата програма, но и на социјалните мрежи на ТВ Каналот Виз, но мислам дека и преку првиот човек на општина Струмица, Костадин Костадинов, вечерва отчет за првата година од сработеното на градоначалникот на Струмица, Костадин Костадинов. Градоначалниче, добро вечер, добре дојдовте во студиото на ТВ Каналот Виз. Благодарност што се одзвавте да разјасниме што е сработено, што не е сработено, но да имат можност и гледачите да постават своји прашања, сугестии, забелешки во однос на вашето работење. Добро вечер, благодарам на поканата. Чест ми е секогаш кога гостувам во ТВ Канал Виз. Така е. Ова емисија оди во живо, а вие, почитувани гледачи, како и досега, имате можност на 078 374 860 да ги поставате вашите прашања до првиот дел на емисијата, кога ќе направиме емисија, впрочем, а потоа нашиот и ваш гостин преку екраните и програмата на ТВ Каналот Виз ќе одговара на се она што ве засега или го доставивте до нас како редакција, а е во интерес на вас и општина Струмица. Градоначалниче, рековме дека ќе разговараме за отчетот или првите 365 дена, бидејќи наполнивте една година како сте прв човек на општина Струмица. Вака, размислувајќи како да го почнам разговорот, би сакал да ве прашаме вака лично. Една година сте градоначалник, а претходно бевте и пратеник. Која е подобра фотелја, градоначалничката или пратеничката? Или која е поодговорна и која ви годи вам? Благодарам, интересно прашање, Ване. Не сум човек кој што се врзува на тоа исклучиво да има фотели. Добро, одговорност е или повеќе ви годи. Како човек кој што професионално се занимава со политика и човек кој што се има одредено да се занимава со политиката како професија, секоја јавна функција ја сметам за огромна одговорност. Кај мене се започна во 2013 година, кога благодарение на граѓаните на општина Струмица ја добив честа да ги представувам во Советот на општина Струмица, која што е исклучително важна и одговорна позиција. Да после тоа станам и веде градоначалник на општина Струмица, која што е одговорна позиција, како најмлад градоначалник во Европа тогаш и секако еден од 10-тите во светот. Функцијата пратеник, преоѓајќи во, да кажеме, законодавната власт, и како има исклучителна важност. Прво во градењето на Костадинов како личност, а второ во испораката на тоа што е ветување кон граѓаните. И сега, како избран градоначалник на непосредни избори, јас една цел се имам зададено пред себе, дека еден ден нормално е дека се ќе заврши. Мојата цел е да излезам повторно по струмичките улици, низ струмичките села и ги погледнам граѓаните во очи и им кажам добар ден. Јас тоа го реков и на предизборниот митинг овде во Струмица, и тоа ми е примат кој што ме води. И како човек, градејќи ја мојата политичка кариера, мојата животна определба, затоа што јас ниту сум бизнисмен, ниту сум лекар по професија, јас сакам да се вратам низ струмичките улици и да зборувам со моите струмичани, и тоа ме исполнува како човек. Затоа одговорноста е подеднаква на било која функција. Функцијата не го прави човек. Но меѓу редови морам да признам, по тоа што ми кажувате, ви годи тоа што сте повеќе градоначалник и меѓу струмичани, континуирано со неостарени средби. Љубовта кон Струмица секогаш дека ме водела во животот. Тоа сум го говорил низ трибините и низ разговорите, нормално со пријатели, со роднини, со другари, со познаници, генерално со граѓаните, со жителите на населените места. Огромна е мојата љубов кон Струмица и не случајно е дека практично направивме чекор назад во политичката поставеност, да кажеме, како пратеник во македонскиот парламент, кој што е огромна честа да се биде таму на
позицијата градоначалник на општина Струмица, исклучиво заради љубовта кон Струмица. Да. Градоначалниче, вие победивте во првиот изборен круг против тогашниот кандидат и мислам дека беа двајца, што значи дека и струмичаните сакале и вие дадоа довербата на првиот изборен круг, во првиот изборен круг. Наполнивте една година како сте прв или градски татко. Ако ве прашам дали сте задоволни од тоа како функционира или како раководите соопштината, претпоставам дека ќе кажете да сум задоволен, но може и многу повеќе. Но ако ве прашам на што сте посебно горд во овие 365 дена од сработеното начело со градоначалникот Костадинов, одговорот ќе биде? Особено сум горд што во овие 365 дена го исполнувам едно од примарните мои изборни ветувања и заложби, а тоа е да бидам отворен со граѓаните. Сметам дека и граѓаните тоа го препознаваат. 10.000 средби со граѓани во 365 дена не се за подценување. Сметам дека секој градоначалник приоритет треба да му бидат непосредните контакти со граѓаните, оти само на тој начин можеме вистински да ги разбереме граѓаните. Да ја почувствуваме нивната тага, нивната радост, да ги дознаеме нивните потреби. Да, можеме тоа да го правиме и го правиме преку јавните собори, преку форуми на заедници. Сакате да кажете 10.000 граѓани во вашиот кабинет или 10.000 граѓани евидентирани. Различно е средби, зборувам, 10.000 граѓани се сретнале со Костадин Костадинов во овие 365 денови. И тоа е приматот. И не случајно беше истражувањето на НВО Инфоцентарот преку Олоф Палме, шведскиот институт, каде што Струмица, односно јас, како градоначалник, бевме на прво место во однос на непосредните контакти со граѓаните. И некому, знаете како, кога разговараме, некој ќе каже, добро, Коста, како можеш да тоа го издржиш? Јас практично тоа не го издржувам, туку уживам во тоа. Со бајле може да дојдете. Кога сакате во општината, ќе видите дека е полно со луѓе, и сметам дека општинската зграда не би била општинска зграда ако нема граѓани и жители на Струмица. Да, добро, тоа би требало да биде и во интерес на граѓаните. Особено сум горд исто така што во овие 365 дена успеавме да го направиме, да го завршиме проектот за социјалната населба во Турското мало, да ја распишеме јавната набавка како најголем проект во историјата на општина Струмица, да веќе се воведе компанијата која што беше избрана на јавната набавка во работа и навистина е тоа едно од проектите кои што мене ме прават горд. Горд сум на тоа што Струмица во овие 365 дена го реализира првиот булеварски мост во историјата, со што го реализираме и едно од главните изборни ветувања, тоа е новиот булевар Братство и Единство. Особено сум горд што ја реализираме велосипедската патека. Почнавме нормално од градскиот парк, за да видат граѓаните на Струмица за што станува збор. Тоа е првата велосипедска мерка согласно сите стандарди во државата. Па продолжуваме долж булеварите. Дополнително во 2023 продолжуваме да градиме нови велосипедски патеки. Секако дека сум горд и на стационарот за бездомни куќни, кој што беше една празна зграда, регионално јавно предпријатие, во кое што не сите се согласува во југоисточниот плански регион да партиципираат за да истиот биде ставен во функција. Затоа многу одговорно пред граѓаните решив да го добиеме и првиот стационар, сопствен, општински, како општинско јавно предпријатие во државата и да решиме навистина голем проблем за струмичани, затоа што и мене како човек ме нервираат таквите појави. Горд сум на скейт паркот кој што вчера го објавивме како јавна набавка и ќе го реализираме. Горд сум на Домот на културата во населено место Куклиш. Тоа се едно повеќе проекти за кои што изразувате гордост дека отпочнале да се реализираат или веќе се реализираат или доправа ќе се реализираат.
Ќе зборуваме за подетелно и за овие проекти, бидејќи сакаме и да ги разглобиме, но би сакал да ве прашам сега, ако вака велите, тоа се носелом проекти, социјална населба, велопатеки, булеварскиот мост, стационарот, дом на култура Куклиш, има ли проекти за кои што жалите дека не сте ги отпочнале во првата година од вашиот мандат? Ако самокритика. А требало или сте сакали од било која причина, не сте успеале ниту да отпочнете или пак бирократија, не знам. Вие сте размислувале, сте сакале, но не сте успеале. Секако дека некои работи не зависат само од општина Струмица, некои работи зависат и од други институции. Таква е фекалната и атмосферската канализација во населено место Градско Балдовци, за кое што имаме сериозна поддршка од Министерството за транспорт и врски и министерот Благој Бочварски, но заради ценовните шокови нормално мораше да претрпи самиот проект реевалуација на самите цени и некои измени во проектот. Исто така, како замерка сам кај себе си наоѓам што можеби не успеавме во првата година да најдеме извор на финансирање за атмосферската канализација во населено место Муртино, а би сакал се да завршам во една година, но мора да разбереме дека бирократијата мене ме нервира како човек. Сметам дека некои процеси треба да одат побрзо, но таква ни е легислативата и ние сме должни, посебно јас како прв човек на Струмица, да максимално ја почитувам. Да. Добро, кога имате самокритика, велите имав со десетина илјади граѓани средби, тоа е на петина од општина Струмица, ако не се лажам, согласно последниот попис. Што реагират? Што барат? На што се жалат? Ето откриеме. Кои се оние, зошто доаѓаат прочем кај вас? Само за работа да барат или не, пак... Апсолутно не. Прво, не секоја средба со граѓаните за да се поплачат за нешто, за да се пожалат за нешто, нормално дека имаат различни барања. Имаме од потпорни зидови до скали, до улици, до реакција некоја, не знам, до мене, до подкастрување на гранките, до уличното осветлување, до некои работи кои што не се надлежност на општина Струмица, до гробни места, буквално за најразлични предизвици со кои што се соочуваат граѓаните, доаѓаат кај градоначалникот. Преголема бука и тоа се случува. Доаѓаат многу граѓани кои што ги кажуваат своите предлози, сугестии. Ето сакам да прашам. Апсолутно. Нови паркови, така произлезе практично и идејата за новиот градски парк кој што го правиме во населбата Касарна. Така произлезе идејата да од повеќето граѓани дојда со иницијативи да во Касарната покрај паркот од 20.000 метри квадратни кој што веќе теренот е исчистен, во секој време очекуваме јавното комунално предпријатие Комуналиот Струмица да почне со садење на тревната површина дополнително. Таму, согласно генералниот урбанистички план, имаме предвидено трговски единици, деловен комплекс, трговски центар. Заради сугестии и идеи на граѓаните, во новиот генерален урбанистички план за Струмица, кој што јас сум убеден дека и планерот и со сите процедури потребни, јавни презентации, стручни расправи кои што треба, одлуки на совет нормално, преку Министерството за транспорт и врски во текот на 2023 ќе го завршиме. Така произлезе идејата да Б2 парцелата, тоа е одма до новиот парк во Касарната, односно од трговски центар ја тргнеме. Така да таму нема да има ниту трговски центар, нема да има ниту стамбени згради, туку ќе биде парк заради потребите на жителите во тој дел од градот. Значи доаѓаат и предлози, сугестии? Апсолутно, таква е идејата за реконструкција на паркот во населено место Дабиле, кој што ќе биде составен дел на буџетот за 2023 година. Тоа се потреби на жителите на населено место Дабиле. Тоа го прашав градоначалниче, бидејќи секако дека треба да постои таа тесна врска соработка меѓу локалната власт и граѓаните, да се слуша гласот на граѓаните. Но имаме едно овде прашање. Вака претходно со оние десетина илјади граѓани велите дека доаѓаат разни потреби, те за комунални весе.
мене ме зачудува зошто не се обраќаат ако е за осветлување кај јавно предпријатие паркиралишта, ако имат проблем со комуналец, кај јавното предпријатие комуналец и да не ги набројувам. Туку доаѓаат кај градоначалникот Костадинов. Зошто? Ване, јас верувам дека и општинската администрација, нормално и директорите на јавните предпријатија и нивните администрации имаат мал милион граѓани кои што ги посетуваат и разговараат со нив, верувам, но потребите да се видат со градоначалникот, можеби блискоста која што е чувствуваат. Поголема доверба и верување дека градоначалникот ќе може да заврши работа, така? Јас сум многу отворен човек. Јас не сум затворен исклучиво во канцеларија и да седам по цел ден во кабинетот и да само решавам проблеми. Јас сум човек кој што може да го видите на кафе, може да го видите и во Ричи, во Попчево, и во Дорломбос, може да го видите и во Банско, може да го видите и во Велјуса, и веројатно таа блискост ја чувствуваат граѓаните и мене ми е посебно драго што граѓаните инсистираат да се видат со мене. И на никој да не му е гајле, дали мене тоа ми е тешко. Не ми е тешко, напротив, ќе продолжам и понатаму да се гледам со граѓаните. Не градоначалниче да ви е тешко. Значи, мене ми беше зборот како да изгубиле, претпоставам дека и таму имало средби, но за одреден проблем, ако е за улично осветлување да ви се обрати вам, малку ми е чудно зашто не се обрати таму каде што е вистинската адреса. Адресирањето на проблемот, тоа, или пак поголема доверба дека ќе може да помогне градоначалникот. Не сметам дека недостасува доверба кај граѓаните во институциите. Ќе повторам, станува збор за блискост, која што ја чувствуваат со мене. И тоа ме прави посебно и особено горд. Еднаков меѓу еднаквите, така ли? Мислам, така и треба. На исто ниво. Јас сум кажал во предизборието дека никогаш сум немал намера да бидам владетел. И тоа и го правам. Туку дека на граѓаните ќе им служам. Кога им служиш на граѓаните, тие апсолутно го те перцепираат како близок човек до нив. Јас тврдам дека огромен дел од граѓаните се среќаваат и со директорот на паркиралишта, и со директорот на Струмица газ, и со директорот на Комуналец. Верувам сега со новото јавно предпријатие, директорката Сузана од стационарот Лана ќе има и како средби, отиваме многу куќиња низ градот кои што ни прават проблеми и треба да го решаваме. Но, граѓаните сакаат да се видат и со мене, зошто да не? Да. Но, почитувани гледачи, одче 365 дена или една година локална власт предводена од градоначалникот Костадинов. 078 374 860 е телефонскиот број на кој што може да ги поставате вашите прашања, се што ве интересира и е во доменот на ингеренции и надлежност на општина Струмица да го слушате директно од првиот човек на општината. Пред малку кога ве прашав за оние проекти кои што не сте успеали или жалите што не сте успеале или заради бирократија, спомнавте дека фалат средства и дека треба да се обезбедат тие средства. Како оди реализацијата на буџетот, градоначалниче, и има ли доволно пари општина Струмица, апропро дека сме и во услови на енергетска криза, имавме пандемија, сега сме и во енергетска и економска криза, сепак било која реализација на активност од страна на локалната власт и сите јавни институции, и финансиски средства. Како стои општината на полето на пари? Струмица е една од финансиски најстабилните градови во државата. Имаме сериозна реализација од над 60% на буџетот и верувам дека до крајот на годината, посебно во четвртиот квартал, кога граѓаните ги сервисираат своите обврски кон општината би ги сервисирали, тоа ќе максимализира процентна реализација на буџетот. Дополнително, јас сум искрено благодарен на струмичките компании и бизнес секторот, особено во делот на градежништвото. Зошто го потенцирам тоа во делот на градежништвото? И градежништвото практично најголемиот, високоградбата е најголемиот полнач на општинскиот буџет. Над 70% од изворните приходи на општината се реализираат токму заради високоградбите. Јас сум благодарен и верувам дека ќе останат и понатаму исто така мотивирани таквите компании. Оти навистина сме во најголемите можни кризи со кои што светот некогаш се соочил. Имаме војна во Европа, тука е постздравствената криза, па сега е енергетската криза и е поприлично голем предизвик за да се изменаџира целото тоа, но едно нешто сум ветил. Бев гостини во оваа телевизија пред неколку месеци, дека никогаш нема се откажаме од реализација на капиталните проекти. Зошто? И тоа дополнително ја раздвижува локалната економија. И токму тоа и го правиме.
Ние почнавме со најголемиот проект во овие 365 дена. Нема ке реализираме, туку почнуваме со најголемиот проект во општина Струмица до сега. Мостот на Братство и единство и новиот булевар веќе се реализираат. Нови улици низ градот веќе се реализираат. Зборувам во услови на најголемата можна криза. Буџетот е во солидна кондиција, може да биде и многу подобро. Веројатно дека ќе ни било многу полесно доколку плаќавме цена на електрична енергија од 3,3 киловати како што беше во минатата година, но сега плаќаме многу поскапо, некако го решаваме. Па и тоа тој сака да проблем. прашам, многу пари таа енергетска криза, односно многу средства непредвидени отидоа за таа намера. Не само општина Струмица, Така е. зборувам и за јавното Така е. предпријатие Комуналец, паркиралишта Струмица, кои што се сите на отворениот пазар. Така е. Така. Тоа ми беше зборов. Пари имаме ли? Имаме. Имаме заради успешното менаџирање на општина Струмица. Имаме заради мотивираниот бизнис сектор во општина Струмица. А колку се големи предизвиците? Само за 10 месеци од почнувањето на мандатот, зборувам тогаш ја направивме анализата практично, пред 2 месеци ни беше готова, општина Струмица со јавните предпријатија имавме исплатено 130 милиони денари само по основ електрична енергија. Дополнително, цената на природниот газ од 40 денари, 2 милиони евра, од 40 денари, во моментот кога донесовме одлука на Совета, заедно со сите советници во општина Струмица, дека за прв пат ќе субвенционираме директно на цената на природниот газ, ни се случи војната помеѓу Русија и Украина и цената отиде до плафон. Јас сум благодарен на македонската влада, на премиерот Ковачевски и на српската влада, заедно и поддржано силно од претседателот Вучич, што донесоа одлука на иницијатива и под превезот на отворен Балкан да ја Македонија изземат во однос на забраната за извоз на природен газ. Тоа овозможува да нашите добавувачи во Струмица газ, кои што се избрани по пат на јавна набавка, имаат можност да купуваат, односно да увезуваат природен газ од Србија. И тоа е нешто што сум особено горд на оваа влада и особено горд на Отворен Балкан. Зошто? И со тоа плаќаме значително поевтин природен газ и со тоа овозможуваме да имаме загрејани училишта, зборувам и основни, и средни, загрејани градинки, загрејани општини, загрејана болница и да не стравуваме дека во текот на годината ние може да останеме, да имаме криза за енергенс за затоплување. Дополнително и покрај тоа, ние предвидуваме јавна набавка како алтернативен енергенс заради горелниците кои што уште постојат во јавните објекти на нафта, дополнително како алтернативен енергенс. Тоа ни е и обврска согласно закон, но ја имаме и таа веќе ја спроведуваме. Електричната енергија секако дека не погодува, ние имаме 2 пумпни станици во Комуналец, кои што испумпуваат вода во горните делови во градот, имаме филтер станица за пречистување за питка вода, имаме пречистителна станица за отпадни води кај населено место Сачево и сето тоа е огромен потрошувач. Огромен потрошувач. За таа цел предвидуваме во 2023, а во 2022 имаме веќе спроведено физибилити студија за фотоволтаична централа, да општина Струмица инвестира, а ако треба тоа да биде и по пат на кредитирање, во фотоволтаична централа со капацитет од 2,2 мегават часови. Ако земеме во предвид дека потребните енергенси на годишно ниво, зборувам, за општината со сите јавни предпријатија и образовните институции е 3,3 гигават часови годишно, значи дека огромен дел од капацитетите ќе бидат покриени и Струмица во наредните 20 години не треба да се грижи за тоа каква ќе биде цената на електричната енергија. Дури и да паѓа, нема никогаш да падне, тоа го кажуваат сите анализи, под $80 за мегават час. Затоа ова ќе биде една од најдобрите инвестиции направени во Струмица воопшто.
ова е како проекција за 2023 колку што ве разбрав со фотоволтаичната централа со оглед дека сега се прави физибилити студија. Веќе е направена. А направена физибилити студија. 2022 веќе ја завршивме. Дека тоа веќе во проекциите за 2023 со оглед дека нели се овие рокови за планови, програми 2023 претпоставам, Така, ако не се лажам. Пред Советот и пред советниците на општина Струмица, во рамки на буџетот за 2023 година, ќе предложам, и верувам дека ќе добијам поддршка, но ќе предложам, да општина Струмица во 2023 распише јавна набавка за избор на изведувач за фотоволтаична централа со капацитет од 2,2 мегават часови. Каде ќе биде таа фотоволтаична? Таа фотоволтаична централа ќе биде на просторот кај пречистителната станица, каде што имаме близу 2 хектара земјиште на општина Струмица, каде што веќе луѓето од експертите наши кои што ги имаме во рамки на секторот за урбанизам во Струмица прават препарцелација, односно спојување на градежните парцели од повеќе во една заради законската, односно заради законската регулатива која што ни наметнува потреба да имаме една парцела за да може тоа цело да добие валидност. Да се вратиме на отворен Балкан и рековте, посебно сум горд, но еве струмичани кои што се греат на газ, легитимно е прашањето. Дали ова значи дека нема да имаме забрана за увоз на српскиот, односно газ од Србија, односно дека нели ќе ни може да ни испорачуваат, може да набуваме од таму, ќе значи само сигурност во обезбедени количини или пак ќе има можност за намалување на цената на газот. Таа во моментов е 99,4 за метар кубен, субвенционира 10 денари општината и дали планирате и понатаму да субвенционира. Но можно ли е? Кога е 99 денари денешна цена, зборуваме за денешната цена, тоа значи дека ќе биде 89,4 денари со субвенциите од општина Струмица за домакинствата, не за индустријските капацитети. Да, но можно ли е со тој отворен Балкан и тоа, мислам, можноста да се увезува од таму и поевтин газ? Ако земеме во предвид... Или сепак светските берзи ќе си го права своето, ќе диктира цените? Тоа исто така зависи, нормално дека светските берзи, цената која што е регулирана на светските берзи, зависи каква цена би добивале домакинствата и индустријските капацитети во Струмица, односно компаниите, но каде треба да ја правиме споредбата? Од централниот гасовод, еве пример, споредете сега Мак Петрол на која цена продава по метар кубен природен газ. 140 денари. Општина Струмица фактурира кон домакинствата на 99,4, односно со субвенциите на општина Струмица 89,4 денари, така? Тоа се огромни заштеди. Тоа е исклучиво заради можноста сега да увезуваме природен газ од Србија. Да. Добро, одгатнавме и ова прашање. Сега да одиме за оние проекти за кои што рековте дека сте горд, дека почнале да се реализираат или отпочнала постапката или веќе се реализираат. Она што во 2-3 наврати веќе го спомнавте, најголемиот проект, тоа е социјалната населба за односно населба за социјално ранливите категории на граѓани. Факт е дека таму е избран изведувач кој што треба да изгради атмосферска, фекална, подпорни зидови, улично осветлување и инфраструктура, односно патна инфраструктура. Реално, кога може да се отпочне со изградба на таа социјална населба и динамиката за дислокација, бидејќи честопати тоа го споменувате, на граѓаните кои што живеат на влезот на Климент Охридски од Валантово. Проекциите што велат? Кога ќе отпочне реално на терен да се работи? Факт е дека е потпишан договор. Потпишан е договорот, во моментот чекаме да поминат роковите за жалба, да го потпишеме договорот со надзорниот орган кој што е исто по пат на јавна набавка избран, компанија од Радовиш, не би сакал да отворено говорам во емисијата. По потпишување на договорот за надзор, веднаш течат роковите за воведување во работа на компанијата изведувач. И јас сум оптимист дека тоа може да го направиме наредна недела. Да се отвори градежниот дневник, со што отпочнуваат да течат роковите за реализација, кои што се 12 месеци за прва фаза. Во овој период, во 2023 од општинскиот буџет, ние издвојуваме средства за потребниот проект за втора фаза во социјалната населба.
Во истиот момент ќе бараме од сите можни извори на финансирање дополнителни финансиски средства и нормално соодветен износ ќе проектираме од буџетот на општина Струмица. Ако се оди според планираното, како што јас имам зацртано, ние во наредните 3 години ќе бидеме комплетирани со проектот Социјална населба во Турско Мало за дислокација на граѓаните кои што живеат во Дивоградби, долж улицата Климент Охридски, односно влезот на Струмица од страна на Валандово. И верувам дека тогаш ќе отпочнеме, нормално дека нема да чепнеме никого, додека не ги реализираме сите потребни куки и почнеме со дислокација на граѓаните од долниот дел од градот. Ако ги најдеме потребните средства во целиот износ, ќе видиме што ќе кажат проекциите за втора фаза, тоа ќе окаже и предмер пресметката и проектот. Ако обезбедиме во 2023 година комплетно финансирање, јас ќе бидам најсреќен човек на светот да целото тоа го обезбедам, 2024 ќе почнеме со дислокација. Втората фаза, да разјасниме за да гледачите и граѓаните на општина Струмица имаат јасна слика. Во првата фаза е инфраструктура, во втората фаза за кој што барате средства е изградба, ако не се лажам, на типски куки. Така е. Што значи дека сите домакинства кои што се со Дивоградбите овде на Климент Охридски на влезот од Валандово ќе добијат стамбена единица, односно Така е. Така е. Практично станува збор за клучна врата. Како што ве разберав. Така е, клучна врата. Спремни, нормално без интериер, без мебел, но спремни стамбени единици кои што Како што се купува стан. Како што се купува стан. Исто така. Но решаваме и тука има физибилност самиот проект, за тоа што решаваме прво еден огромен проблем за самите граѓани кои што нормално им помагаме во делот на безбедноста на граѓаните кои што живеат во дивите градби на Климент Охридски. Нормално ги решаваме дивите градби кои што со тек на годините се создале од тие граѓани таму. Дополнително максимализираме резултат од парцелите кои што се приватни, кои што се продадени, дел има и на Република Македонија кои што би биле спремни за продажба. Нормално еден дел долж улицата Антон Панов и другите парцели општината би ги продала таму каде што веќе има сопственици ќе изградат своји објекти. Другиот дел, едно 35-6 илјади метри квадратни, ќе ги спремаме за тематски парк на влезот во општина Струмица. Значи веќе проекциите, но претпоставам дека до крајот на вашиот мандат, кој што го имате и го добивте од струмичани, дека ќе се реализира целиот проект социјална населба или населба за социјално ранливите категории граѓани. Ќе бидам особено среќен човек и градоначалник, доколку успеам во 2023 година да ги најдам сите потребни финансии, ќе се обидувам да тоа биде преку капитални дотации, нормално централниот буџет, толку колку што се може, целосно разбирајќи ја владата дека се соочува во оваа криза, доколку има можности Светска банка, доколку има можности ЕБОР, значи се е на располагање, а јас сум должен да тропнам на секоја можна врата за да обезбедам финансирање. Струмица се покажа дека е добра општина која што знае да привлече и да повлече многу средства од меѓународни фондови. Рековте пред малку дека сте горд на тоа што од запуштена, да ве цитирам, зграда, направивте стационар. Така. Тоа значи дека јавното предпријатие Лана веќе функционира, колку што Така е. Распишани се огласите, ги имаме луѓето кои што се вработени внатре, имаме забелешки од Агенцијата за храна и ветерина во однос на карантинскиот дел, каде што треба да има неколку прегради за кучиња во карантин. Самиот проект градено е преку Центарот за развој на југоисточниот плански регион. Го немале предвидено или го имале испуштено, сега тоа е реализирано и очекуваме дека наредната недела веќе официјално зборувам, ќе биде отворен стационарот Лана. Многу реакции од Сдружение за заштита на животните во изминатиот период и се појави одредени видеа. Рековте дека, не можам да ве цитирам дословно, но сепак дека освен за кучиња да се грижите и за граѓаните и ги поддржувате вработените во Лана. Еве, просто, што сакате да кажете со тоа? Видете, Вана. Бидејќи факт е дека и на вашиот Facebook профил имаше коментари кои што сигурно, односно, беа со критика. Јас сум човек кој што акумулира критики. Јас сум човек кој што ги охрабрува граѓаните да критикуваат колку што е можно повеќе. А тоа ве охрабрува? Тоа да биде аргументирана критика. Так.
Да не биде критизерство или политиканство. Тоа не. Кажав во моја изјава дека јас како човек ги сакам кучињата. Јас како човек домачувам вдомено куче. Не е расно куче, туку вдомено од улица. Но на крајот на денот имам обврска и како градоначалник, а како човек повеќе ги сакам луѓето. Тоа не значи дека има нехуман третман на бездомните кучиња. Не е така. Процедурата за заловување на едно куче е таа која што е. Со тие специјални алати, нормално се заловува кучето, предходно, тоа во разговор со директорката на стационар Лана, предходно им се дава храна за самото куче да се смири и тие тоа го имаат евидентирано и потоа го заловуваат и го носат во стационарот. И тоа е начинот. Тоа е начинот. Има ли услови таму? Не гледам друг начин како се заловува куче. Да расчистиме, бидејќи дилемата кај Струмичани е тоа мислејќи дека ќе ги снема уличните кучиња. Да, доколку ја издигнеме свеста кај луѓето за вдомување. И јас сум спремен, и тоа го потенцирам во неколку наврати, која е суштината за целосна функционалност на стационарот, да самото јавно предпријатие, стационарот Лана, потпише меморандуми за соработка со сите здруженија за заштита на животните, а тие здруженија, например, има здружение од Ѓевѓелија, сега не можам да се сетам на името, има здружение од Ѓевѓелија кое што ги вдомува бездомните кучиња, односно ги изгрижува бездомните кучиња и потоа им наоѓа домови на секаде низ Европа. Има луѓе, посебно во Англија, кои што ги вдомуваат таквите бездомни кучиња. Тоа е начинот на кој што можеме целосно да се решиме од проблемот со бездомните кучиња, односно кучињата скитници, кои што имавме во неколку наврати прилика да видиме како напаѓаат луѓе кои што возат велосипед. Да. И тоа не е гледка. Одговорност е кај општината, може да побара финансиска помош ако е каснато. Ване, ние веќе исплаќаме финансии. Тоа е најмалиот проблем ние да исплаќаме. Да, во секој случај, но сепак ви сте одговорни. Што ако еве, Општината јас секогаш прашам, што ако не дај Боже настрада човек? Што ако настрада човек? Како јас ќе објаснам на тие семејства дека едноставно немаме решение? Не. Затоа од напуштен објект направивме јавно предпријатие кој што ќе биде ставен во функција и затоа целосно, најодговорно, застанувам за секој еден вработен во стационарот. Екипирано ли е јавното предпријатие сега? Лана... Со ветеринари, со ветеринарни лекари, со ветеринарни техничари, со заловувачи, со сите потребни луѓе кои што им требаат и кои што се составен дел на систематизацијата на јавното предпријатие. Добро, мислам дека и на утрешната седница ќе има предлог одлука за отстапување на возила. На двете возила кои што веќе имаме одлука во рамки на планскиот југоисточно плански регион. За превземање практично. Така, значи да бидат во нивна собственост. Овие денови многу прашина дигна идејата или иницијативата за јавен превоз во Струмица. Би рекол кој прв почна, ако можам така да се изразам слободно, со оглед дека премногу препокување на Facebook. Видовме што значи таа идеја. Вие велите дека преку Струмица газ, излези директорот на Струмица газ, дека е правена анализа, дека се направени одредени испитувања за воведување, дека, ајде да го цитирам сега и првиот човек на Струмица газ, созреано е времето да се воведе јавен градски превоз. Така е. Од друга страна, советничката група на ВМРО поднесе и официјално предлог одлука до Советот, односно точка на дневен ред да биде на Советот на општина Струмица. Чија е идејата? Јас сум навистина политичар кој што секогаш ја почитува спротивната страна со максимален респект од причина што има одреден број на граѓани кои што гласали за нив и представуваат група на граѓани. Честа да се представуваат граѓаните во рамки на Советот на општина Струмица и да се одлучува во нивно име и во име на оние кои што не нагласали, има луѓе кои што не излегува на избори, и одговорноста е огромна. Огромна. И јас сум сигурен дека луѓето кои што гласале да советниците од опозицијата ги представуваат во Советот, не гласале да го гледаат тоа што сега го гледаат.
Чија е идејата? Долго време разговараме да се направи една анализа сеопфатна. Е потребно време. Зошто? Од причина што сметам дека созреано е времето кога Струмичани, градот, со населените места, треба да добијат јавен превоз. Пред емисијата, мојот тим ме пушти дека ВМРО, опозицијската партија, објавиле нешто, дека тоа треба да биде во паркиралиште. Добро, а тие реагирате дека и нивната предлог иницијатива или предлог точка не е Јас не ја видов, немам доволно време. на дневен ред на Советот, така што утре ќе нема таа точка на дневен ред. Која ќе биде функцијата на точката на дневен ред, кога веќе ние предвидуваме точка со која што сакаме да додадеме дополнителна дејност во рамки на јавното предпријатие Струмица газ, дејност за јавен градски превоз. Ги правиме анализите. Зошто говорам дека нема никаква оправдана причина да биде составен дел, и тоа го почитувам претседателот на Советот Маријан Даскаловски, кој што има одбиена точката, затоа што допрва доаѓа буџетот. Така е, кога треба да го креираме буџетот за наредната 2023 година. И таму ние треба да предложиме со колкава, не знам, со колкав износ би поддржале јавен превоз. И ние ги правиме анализите кои населени места ќе бидат опфатени. Многу важно е заради референцата. И добро заклучивте дека општина Струмица е лидер во однос на искористеност на фондовите. Дали станува збор на Европска унија, дали станува збор за Европската банка за обнова и развој, дали станува збор за Светска банка или за било кој друг стран извор на финансирање, тука сме се покажале дека сме лидер. Додавање на референцата еколошки, електричен, јавен превоз, да бидеме првиот град во државата со целосно електричен, еколошки, јавен превоз, и те како ќе значи многу во однос на придобивање на многу нови проекти. Тоа е примат за Струмица. И од таа идеја ќе дојде редот, ќе имаме можност да го видат граѓаните, нормално вие, новинарите и медиумите, ќе стојам до крај. Затоа што секој проект во Струмица, дури велосипедската патека која што се реализира, првата фаза е завршена долж градскиот парк. Ќе се вратиме на велопатеката во однос на тој јавен Во однос на јавниот превоз. И те како ние мораме да бидеме во согласност, како земја претендент за членство во Европската унија, со Европскиот зелен договор. Како ќе биде еколошки превозот, ако ние набавиме, не знам, автобуси на нафта, на фосилни горива? Да, можеме и тоа да го направиме, но сметам дека општина Струмица треба да презентира една нова вредност. И верувам во тоа, и јас сум сигурен дека мнозинството од советниците, односно мнозинството од граѓаните, таа идеја ќе ја поддржат. Да. Пред да преминам, ќе дискутирам и за ова што го објави од страна на ВМРО ДПМН, секако на социјалните мрежи попламнево. Меѓу редове сакам да ве прашам, градоначелник. Во однос на тој јавен превоз, вие протежирате на електричен јавен превоз, за да може да се користат средства од меѓународни фондови. Дополнително да придонесе и да мотивира европските фондови и за други проекти, знаете, кога аплицирате и во референцата зборувате. Имаме велосипедска патека 13 километри, имаме планирано 2023 уште 10 километри, да кажем. И велите имаме воспоставено градски јавен превоз, кој што е градот и населените места, кој што е електричен и целосно еколошки. Значи тоа е како согласност основа да барате дополнителни средства. Јас го помислав дека ќе барате средства за овој јавен превоз на што покажа анализите? Созреано е времето. Какви се проекции? Како за пример. Да. Еден круг со електричен автобус со дистанца од 10 километри чини, по однос на електрична енергија, чини 70 денари. Може да замислите. Еден круг автобус. Еден круг од 10 километри низ на градот. автобус. На автобус кој што провезува 50 патници, чини 70 денари само за електрична енергија. Во моментот, граѓаните плаќаат, не знам, ајде да го земеме примерот, без да имам намера да наштетам на било која компанија или
такси превозник. Но во моментот, јас како граѓанин, да одам до градските гробишта, ќе ме чини мене 140 денари, да кажеме, во еден правец. И 140 назад 280 денари. Не секој граѓанин може тоа да си го дозволи. И од таа причина јас нормално дека нема да размислуваме за градски превоз ако цената на една градска чини 30-40 денари. Но кога тоа преминува 100 денари, 80, 90 денари, посебно во такви кризи, во такви кризни времиња, и така како е зрејана работата да воспоставиме. Да. ВМРО ДПМН смета дека јавното предпријатие паркиралишта треба да го води тој цел процес, а не Струмица газ, но има и забелешка за да го поттикнете локалната економија, они сметат дека треба да се ангажираат локални превозници и такси превозници во тој смисол и да се оди на јавно-приватно партнерство. Тоа е нивниот став во однос на ова прашање. Ова е во зародиш. Се уште како иницијатива. Да вие го планирате тоа, предпоставам и тие го планираат веќе да се реализира или да се отпочне идната година идеите или иницијативите. Среќен сум што се согласуваат со идејата за јавен превоз. Контрадикторно е да, по тоа што го кажавте, изјавата на опозицијата, да тоа биде во рамки на јавното предпријатие паркиралиште од Струмица, тоа е првиот момент на нејаснотија. Многу е важно во политиката да не избрзувате. Тоа е избрзана реакција, веројатно пред утрешната седница на Советот. Ако ние го направиме јавниот превоз во паркиралиште Струмица, тоа по автоматизам ќе го зголеми бројот на вработени заради потребните вработувања за, не знам, возачи на автобуси, контролори и така натаму. Да. И ќе надмине бројката над 50 вработени во самото јавно предпријатие. Дополнително самите приходи во јавното предпријатие паркиралишта, доколку тоа се реализира во тоа јавно предпријатие, би пораснале над 120 милиони денари. Тоа по закон значи дека по автоматизам цената за електрична енергија, која што сега успеавме со одлука на Совет, за која што гласаа и опозицијските советници, намалувајќи од 40 на 15 денари, повторно би скокнала на 40 денари. Верувам дека ниту еден советник, дури и оние од опозицијата, не сакаат струмичани да ги удрат по джебот. Мислам дека станува збор за недоволна информираност. Верувам дека е тоа. Верувам дека намерите не се... Парафразирам и јас во однос на она што... Верувам дека намерите на опозицијата не се да им се зголемат трошоците на граѓаните и да општината има што е можно помалку за капитални проекти, затоа не се согласувам. Избрзана реакција, апелирам, еве и преку вас, нека ме слушнат, да не брзаат во однос на таквите реакции. Дополнителна контрадикторност е и нејаснотија. Предлагаме да го врши јавното предпријатие паркиралиште од Струмица, односно да биде јавно-приватно партнерство. Да, предпоставам со локалните превозници, не знам. Верувам дека не мислат да го приватизираат јавното предпријатие паркиралиште. Нема потреба. Самиот момент кога имаме приватен партнер, значи дека во одреден момент приватниот партнер примат ќе му биде профитот, што е нормална работа. Затоа треба да биде јавно предпријатие. Затоа треба да биде во Струмица газ, за да не наштетиме граѓаните да плаќаат повеќе пари за струја, а да имаме помалку за капитални проекти. Тоа што всушност го правиме сега. Имаме за капитални проекти заради успешно менаџирање. Со една одлука на Совет и со договори со Евано плаќаме значително пониска цена на електричната енергија, зборувам како општина за уличното осветлување. Така да, важно е да не брзаат. Важно е да ја разбера на крајот на денот. Нека сите советници застанат во поддршка за еден сериозен проект за граѓаните на општина Струмица, со што сериозно ја подобруваме мобилноста на граѓаните и жителите од населените места и секако мобилноста на граѓаните во урбаниот дел во градот Струмица. Градоначалник, ова значи дека сериозно веќе размислувате идната година да отпочнете постапката и по ова што ви го слушам, дека и ќе планирате средства за набавка на електрични автобуси за јавен превоз во Струмица идната година? Да. Јас
кога зборувам нешто, тоа го мислам многу сериозно. Дури имаше дилеми дали Костадинов ќе отпочне социјалната населба. Таа е веќе реалност. Отпочната е. Имаше прашалници дали ќе отпочнеме велосипедската патека. Таа е реалност. Имаше прашалници дали ќе отпочнеме со мостот и со новиот булевар Братство и единство. И таа е реалност. Имаше многу дилеми. И тоа е добро. Треба да имаме прашалници. Но јас сум човек кој што работи. И сега, во 2023 со поддршка на советниците, со мнозинство од советниците во Совет на општина Струмица, верувам дека ќе дадат поддршка сите советници, да, ќе предвидеме одреден износ, тоа ќе не го покажат анализите, кој што ќе биде доволен за учество, за набавка на електрични автобуси за јавен превоз во општина Струмица. И ќе бидеме првиот град во државата со сопствен, електричен, еколошки, јавен превоз. Средства за отплата, предпоставам дека овие електрични автобуси не се вака 5.000 евра или 10.000 евра. Како планирате се до тоа да го отплаќате, бидејќи се градоначалничите не се заложуваме, економска е криза, енергетска криза. Мислам, се барат средства повеќе за обстојување и за реализација на сите останати проекти. Одлично прашање. Зошто велам одлично? Потенцирам дека е многу добро прашањето, затоа што во ниту еден момент, кога опозицијата зборува за некакви проекти, не кажува како ќе ги најдеме средствата, така? Еве прашање како? Еве зошто е наша идеја, затоа што сме размислили на тоа. Во моментот, општина Струмица, односно, преку централниот буџет, за превоз на ученици плаќаме 140 милиони денари годишно, за основно и средно. Доколку предвидиме да 30% од таквите блок дотации ги земеме кон јавното предпријатие заради превоз на учениците, ние би покривале и ратите, и лизингот, и платите за вработувањата. Таква беше идејата со гасификацијата на Струмица и на тој начин сега јавните објекти, односно училиштата, добиваат многу поевтин енергенс, многу подобар, многу поеколошки енергенс од нафтата или од дрвата. За жал, не можеме и во населените места да инсталираме, иако таму имаме дополнително други станици на плин, такво е во Муртино и во Просениково училиштето. После некое време се покажуваат таквите проекти како исклучително важни и позитивни. На тој начин, ние ќе ги покриваме трошоците годишно, ќе видиме лизингот, ќе ги видиме сите опции, нормално тоа ќе бидат различни. Не се плашите од реакција на превозниците во тој аспект, бидејќи ви им го земате парче од колачот. Значителен дел оставаме за бизнес секторот. Значителен дел. Зборувам за 30% кои што нас, како општина, ќе ни бидат доволни за да обезбедиме трајно добро, зборуваме еколошки превоз и подобрена мобилност на граѓаните и жителите на општина Струмица од градот и од населените места. Добро. И поевтин транспорт. Да. Ќе видиме пред нас е носењето и креирањето на буџетот, па ќе видиме расправите и прочем што и какви одлуки ќе бидат донесени. Струмица е меѓу првите кои што, односно во таа конотација на искористување на тие средства финансиски од Европската унија е и за изградбата на велопатеките. Почнаа во Струмица, веќе заличи градскиот парк, се работи сега на Ленинова, предпоставам дека се уште сме во првата фаза од реализацијата на овој проект. Така. Ви се исполнили вака душата кога ги видовте првите патеки во градскиот парк? Кога ги гледам децата, како се возат со велосипеди, со тротинети, тогаш навистина ми е полна душата. Многу родители ми испраќаат слики од своите дечиња, мајки, татковци, тетки кои што ги шетат с ночињата, и тогаш навистина ми се полни душата, но дополнително сум среќен кога ќе видам и повозрасни граѓани како ја користат велосипедската патека и тоа ве мотивира. Тоа ве мотивира да заедно со нашиот тим продолжиме со уште посилна реализација на велосипедската патека, соочувајќи се со сите предизвици кои што ги имаме долж. Сега сте на Ленинова? Сега сме на Ленинова и таму имаме потреба за дислокација на билбордот. Тоа е веднаш спроти Риверсофт до кружниот тек. Од овде кога гледаме према општината, од десната страна. Тој дел го почнуваме прво на Ленинова. Дислокација на билбордот, после продолжуваме, имаме околу 4 бандери
во собственост на односно дрвени столбови, се извинувам, во собственост на кабелски оператор 1, кој што треба да се дислоцира. Веќе разговараме со собственикот, прифаќа дека е за добро за јавно добро, за добро на сите, ќе ги дислоцира и ќе почнеме со имплементација, односно со асфалтирање. Сега тротоарот е блоковите кои што се бекатон плочките се извадени во ширина од 1,20 м до пензионерски дом, познат на Струмичани. Во првата фаза до крајот на годинава ќе видиме нешто во централното градско подружје, едно поврзување од центарот до спортската сала парк. Денеска сме 27, така? Да. Јас сум убеден дека до крајот на 2022 Ленинова цела ќе биде завршена. Потоа ќе се премине на она втора Потоа фаза. преминуваме согласно проектот. Така. Согласно проектот. Во однос на патишта, мостови, канализации, би сакал да прашам, предпоставам дека тече изградбата на Булеварскиот мост според предвидената динамика, еден значаен исто така проект, кој што зафати еден добар дел средства од општинскиот буџет. Веќе се надзираат контурите на Булеварското решение, кој што би требало да го поврзе делот каде што, ако не се лажам, веќе изработувате и идејно решение за новиот градски пазар. Урбанистички проект. Така, урбанистички за новиот градски пазар кој што би требало да се најде или тука некаде во близина на Агрокор поранешен. Така е. Веќе течат според предвидените динамики реализацијата на првиот булеварски мост во Струмица или така наречен мостот обединување, кој што практично ќе биде едно важно грло за поврзување на двата дела од Струмица, населените места, посебно во тој дел на Просениково, Дабиле. И јас верувам дека во рокот предвиден, дури и пред рокот, како што се одвива динамиката, нормално, ако не служи и времето, ќе заврши пред предвидениот, пред рокот кој што е предвиден во јавната набавка, тоа е 1 година. Да, но предпоставам дека освен мостот, тука се планира и булеварско решение. Тоа ни е веќе аплицирано во Светска банка, очекуваме од таму 90 милиони денари за да го реализираме новиот булевар Братство единство. Очекувате позитивен сигнал. 99,9%. Или што понашки би кажал, го чекате само одговорот. Така. Да, можете тогаш и тогаш да ги планирате средствата. Пред да преминеме на трите јавни претпријатија, немаме и многу време, сакав да ве прашам нешто, градоначалниче. Денес имавте брифинг со новинарите, каде што се отвори прашањето за младински културен центар. Каде заглави постапката? Постапката не е заглавена. Имаше некои работи во делот на машинството, во делот на вентилациите, кои што нормално ги отежнуваат работите за објавување на потребната спецификација пред тендерирање. Јас очекувам дека не успеавме во 365 дена, но на 369-тиот ќе отвориме. Од мандатот. Тоа значи во јануари. Во втората година. Во втората година од мандатот. Добро, бидејќи забележав дека, ако не се лажам, со новост правите стратегии или пак за младинските политики или вклучување на младите во креирањето на младинските политики, младинскиот културен центар некако беше најавуван од ваша страна, но се уште идејното решение, како идејно решение го имаме. Па дури, ако не се лажам, ги продадовте колите токму за младинскиот културен центар. Така е. Ги продадовме колите, ја продадовме колата на градоначалникот, затоа што не сакам да користам возило на општината, заради потребите на младинскиот центар, иако средствата од продажбата не беа доволни, додадовме дополнително средства од општинскиот буџет и јас уверувам дека тоа ќе се реализира. Јас помнавме стратегијата за млади. Мене ми е чест што е како поранешен пратеник. Пред една недела беа овде представници од клубот на пратеници, млади пратеници од сите политички партии, од СДСМ, и од ВМРО-ДПМНЕ, и од Либерално-демократската партија, и од Демократската унија за интеграција, и ја прифатија понудата да заедно учествуваат, затоа што сум еден од основачите на младинскиот клуб на пратеници, да учествуваат во креирањето на локалната стратегија за млади. Дополнително, овде апелирам до секој млад граѓанин на општина Струмица, неважно дали е од населено место, дали е од градот, од која националност е, дали е македонец, турчин, дали е ром, небитно,
да учествуваат во креирањето на локалната стратегија за млади. Не само и во локалната стратегија, туку И во партиципацијата на креирањето на локалните политики генерално. Бидејќи по ова што го слушнав во текот на емисијата, отворени сте за соработка, Така е. сакате да ги слушате нивните мислења, па дури некаде ги имплементирате. Комуналец, паркиралишта, Струмица газ, Лана, по знак прашање дали ќе имаме уште едно, ќе видиме Така е. со јавниот превоз, како ќе се развива и понатаму. Колку се задоволни од нивното функционирање, да ga изјавиме, Лана се уште не е толку активна, но се врзува со и околу комуналец. Колку сте задоволени од функционирањето на јавните предпријатија кои што се под општинска капа, посебно со акцент на комуналец? Јас сум искрено задоволен како градоначелник од целата соработка која што имам и со Комуналец Струмица, со целата структура во Комуналец. Зборувам и со директорот Зоран Ѓоргиев, нормално, и со раководителите во рамки на Комуналец Струмица, затоа што замислете еден ден да го нема Комуналец. Мора да работиме заеднички на свеста, посебно во делот на создавањето на дивите депонии, во делот на штитење на јавното добро, набавуваме потребна механизација, га ја модернизираме механизацијата на Комуналец, сега имаме набавено 2 нови автоматизирани метларки за градот, кои што изгледаат предобро, ги има можност струмичани да ги видат и на плоштадот, и низ булеварите на Струмица. Видов јас како ги собираат листите од Така патите. е, имаме правосмукалка за листови, тоа беше отежнато до пред една година, собиравме со метла есенскиот период кога паѓа листови, тоа не значи дека ќе снема листови од улиците, така. но и како помага. И да, задоволен сум затоа што во овој кризен период, кога сите други општини зголемуваат цени на комуналните услуги, ги зголемуваат, Прилеп ќе го земеме за 60%, зголемена е цената на собирањето на смет. Комуналец Струмица си обавува својата работа, без нито еден денар да ги зголеми сметките. Затоа што ве уверувам, колку и да е тешко времето, време е кога општината треба да биде жртва за граѓаните. Општината, јавните предпријатија, да, ние ќе претрпиме некаква финансиска штета. Ама граѓаните ако ги оптеретиме? Да. Но, мислам дека не е време. Доволно се оптеретени, зголемени се цените и на леп и на се, и доволно е, не мора општината во овој период да ги зголемува цените на комуналните Мислите услуги. Комуналец да не ги Конкретно, зголемува цените на конкретно комуналните Комуналец, апсолутно. услуги. Апсолутно. Струмица газ, иако нели имаа задача и околу тие анализи, баш во енергетска криза, кога требаше можеби да се зголеми бројот и да таа субвенција беше едно и од мотото да ги поттикне струмичани да се приклучат на гасоводната мрежа, но сепак еве енергетската криза си го направи своето. Како финансиски стои апропо сета таа ситуација, бидејќи некако директно е поврзана со гасот, чија цена сега паѓа по она што го гледаме, но своевремено скокна многу горе, дури во еден момент кога ја слушнав вашата изјава дека можно е 450 денари за метар кубен газ, велам на што ќе се греат тогаш училиштата. Така. Мислам, ве цитирам во една изјава пред еден известен период, Така е. седејќи ги составите. Тоа го имаше, мислам, од многу меѓународни фактори како вест Да. објавено. Во каква е состојба Струмица? Во ликвидна состојба е предпријатието Струмица газ. Работата се одвива непречено, се ги сервисираат обврските непречено. Нормално дека се наметнуваат нови методи на работа, со тоа што ако ние даваме валута на плаќање од 90 дена кон домакинствата и кон компаниите, сега добавувачот нормално ја менува политиката заради сите овие случувања и ценовните шокови, од ден на ден знае цената да варира многу, тие претплаќаат таквата количина, мораме да депонираме средства кои што ќе бидат гарант за плаќање од страна на предпријатието Струмица газ и дополнително на секоја нарачка авансно да си ја плаќаме земената количина природен газ. Јас сум навистина горд што нито една компанија која што во текот на 12 месеци овде пред се мислам на производствените капацитети се нема откажано од природниот газ. Таква е компанијата Макс, која што има производствен погон, и јас сум горд со таквата компанија која што се нема откажано од употребата на природен газ за потребите. Тоа кажува дека и tekako и во оваа криза, затоа што и цената на нафтата е зголемена. Така. Не само цената на гасот, и цената на бензините, и цената на електричната енергија е зголемена. Сепак, за индустријските капацитети зборувам,
е и tekako конкурентен енергенс кој што треба да го користат повеќето производствени капацитети кои што ги имаме. Да. Во Струмица. Добро, и затоа беше интензивно. Е ликвидно предпријатие. Да, оваа година, ако не се лажам, дури фокусот беше насочен на дистрибутивната мрежа да се шири токму кон стопанските субјекти, установа уште паркиралишта, таму имаме ново лице како прв човек на ова јавно предпријатие, си има собствени приходи, нели, во основ на паркирањето. Така е. Предпоставам ви се јавуваат и вам, ама ме блокира или не? Јавното предпријатие паркиралиште од Струмица си ја врши својата работа. Дополнително директорот Иван Стаменовски веќе има за цел да имплементира нов метод на контролирање на зборувам во делот на зонското паркирање. Нормално дека има и идеја како да го, затоа што Струмица има Само да подсетиме 9000 сијалишни места. Тоа сакав да кажам, дека 9000 освен парки сијалишни места, така е. и јавното осветлување е во Тоа надлежност му е на јавната една од дејностите на Така, предпријатието така. и паркиралиште и осветлување. Веќе имаме и размислуваме на модели за финансирање, и тоа е во крајна фаза да ги промениме и остатокот од зборувам уличните ламби кои што не се со лед. енергетски ефикасни како кои е што не се со лед светилки, да ги промениме. Дополнително еве заврши проектот 4,5 милиони денари долж улицата Васил Главинов, каде што немаше улично осветлување, имаше импровизирано од луѓе кои што си го имаа направено заради потребите. Сега има професионално, општинско улично осветлување. Продолжуваме со други улици кои што ги имаме проектирано и дополнително, ако успееме во делот на финансирањето, го најдеме вистинскиот модел и го договориме до крај во однос на нови проекти за улично осветлување таму, кај што нема, овде не мислам само на градот. Овде мислам и на населените места. Ние до крајот на 2024 година нема да имаме ниту едно населено место и над 90% од градот каде што ќе нема улично осветлување, тоа ќе не биде покриено со лед светилки. Времето не гази, само да констатирам или пак еве само накусо. Целосно исполнета програмата за култура за оваа 2022 година, она што го видовме досега како активности, но и во делот на спортот, бидејќи оваа година беше, или првата година од вашиот мандат беше во знакот на спортот. Предпоставам дека сите средства се испотрошени во тоа сегмент, во изградба и на инфраструктура и во реализација на турнири или поддршка на турнири и во поддршка на реализација на културни активности. Кога никој не ми веруваше дека може да максимализираме во спортот и да дадеме поттики на младите и на повозрастните да се радуваат на својот град. Струмица е спортски град. Од Струмица имаат излезено многу спортисти, на кои што и ден денеска сме горди. Дел од нив не се меѓу нас, дел од нив се активни спортисти, дел и не се. И сме горди. Тоа ни дава за оврска да ние, особено јас како градоначелник, размислувам за обезбедување на подобра спортска инфраструктура во градот. Тоа и го правиме, иако завршува првата година од мојот мандат, сепак имаме уште за реализација, тоа е новото спортско игралиште кое во секој момент почнува со реализација во училиштето Никола Вапцаров, нормално новото мултифункционално спортско игралиште во Турското мало, утре на седница на Совет. Треба да се донесат одлуки за одбивање на барањата за легализација во однос на Маларичната болница. Таму ќе имаме и паркинг и спортско игралиште за потребите на моите сограѓани од Турско мало. Дополнително имаме барања од Банско. Во населено место Муртино веќе завршивме нова спортска сала. Две нови одбојкарски игралишта во делот на Атеше Берово, каде што ќе биде позиционирани памп-тракот, за кој што веќе имаме добиено средства, нормално од страни извори на финансирање, благодарение сепак на луѓето од Оделението за меѓународна соработка, што ги мотивирам уште посилно да работат. Имаме еден прекрасен тим кој што аплицира и знае како да ги реализира проектите. Така да, иако годината завршува, ни остануваат уште неколку, тука е новата спортска сала во гимназијата, каде што општината кофинансира 60%, така да навистина можеме да заокружиме дека Струмица и текако инвестира во спортот во услови. Дополнителна е поддршката и трансферите до спортските клубови. Имаме советник за спорт, тоа е Ристо Секулов,
Он не ми дава да помислам на кратење од спортските клубови. Па не, и спортистите. Па и И спортистите нема да спортистите дозволат. секако, да. Добро. И немам намера да кратам од спортските Добро. клубови. Времето не гази. Правиме една пауза од неколку минути за да здивнеме, а потоа одиме и со прашањето од гледачите и сите некои што стаса во изминатиот неколку денови преку социјалните мрежи директно на телефонот и само за крај неколку прашања што ми останаа неодговорени или пак не поставени од моја страна. Предлагам ви благодарам за првиот дел, предлагам пауза сега градоначалниче. Вам почитувани гледачи, само информација дека за кусо време повторно се враќаме во студиото на ТВ каналот ВИС, токму со од вашите прашања и одговорите од првиот човек на општина Струмица.